Внимавај на заднината. Зошто само јас ги знам за мислите што сум ги смислил за вас, вели Господ. Замислете за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Стих 11. Контекстот е важен. Ако некој дојде во болница и ја стега ногата, вреска, тимот треба да знае дека е скршена коска или каснување од змија. Ако серијски прелюбник сака да се ожени со тебе, подобро е да се расветли заднината. Да се третира денешниот цитат без контекст е исто како да ја третирате скршената нога како каснување од змија и да се венчаш без да поставуваш прашања. Стихот 11 се појавува на плакети, мајци, корици од Библија, уметнички дела. Често е на устните без говорникот да биде свесен за заднината. Ветувањето е прекрасно, но било изговорено после голема трагедија. Божиот народ очајно потфрлил. Тие не го следеле неговиот закон, не го слушале неговиот глас, а нивните водачи биле корумпирани. Накратко, нивното општество се распаѓало. Божиот збор до нив бил дека тоа што ќе бидат земени како робови во друга земја е буквално единствениот начин да останат живи. Тогаш и дури тогаш тој го дал ова ветување. Зошто е ова важно? Затоа што е важно да се знае срцето на Бог. Разбирањето дека тој е за вас, дури и кога се случува трагедија во која сте вклучени, е важно. Важно е да научиме да му веруваме, дури и во темнината кога нема ни трошка светлина. Иса 50:10. Така, верувајте му на ветувањето, дека има добри планови за вас, но запомнете ја заднината, приказната за нашиот Бог, кој ги пасе оние што ги сака на место каде што го бараат со сето свое срце. Ейми Клеменс. Додека се молите, поставете му се на Бога за да ја разберете целата приказна, за да не ги одбирате неговите ветувања.